Приватизацијата на земјоделското земјиште ќе се одвива согласно одредени услови. Првиот услов е да не смее да се урбанизира, поточно се забранува да биде пренаменето за било која друга намена освен земјоделска дејност. Потоа не смеат да се продаваат помалку од 10 хектари. Тие се првите параметри кои мора да се запазат. Дополнително, ако новиот сопственик на земјоделското земјиште истото не го обработува или не го изнајми, ќе плати 3 пати поголем данок. Целта е земјоделското земјиште да биде ставено во функција, рече премиерот Заев во интервјуто за економскиот магазин на Алсат М. Тој појасни дека земјоделството е голем потенцијал за државата и ако го ставиме во функција и земјоделското земјиште ќе се повлечат кредитни линии, ќе се инвестираат заштедени пари, што ќе значи отворање на работни места, ќе се поттикне зголемувањето на извозот на домашната продукција, а преку тоа и ќе се зајакне конкурентноста на националното земјоделско производство. Согласно анализите, земјоделското земјиште по пазарни цени што е во државна сопственост вреди повеќе од 2 милиарди евра, а ние очекуваме 200 до 300 милиони евра или 10 до 12% од тоа што би се продало согласно интересот на граѓаните и на домашните компании. Земјоделското земјиште ќе може да го купат домашни физички и правни лица. Правните лица може да бидат со делумно и целосно странски капитал, но да бидат домашно регистрирани компании. Тоа значи да ги прифатат сите услови во државата, да не го пренаменуваат земјиштето за да го користат за земјоделска дејност, да инвестираат и модернизираат со современи методи, рече Заев. Според него, планот е до крајот на јуни 2021 година да заврши дебатата за законските решенија. Имаме и национални големи компании кои сакаат да инвестираат, додаде тој, дополнувајќи дека и во овој случај нема да се дозволат за употреби, зашто според него државата има соодветни алатки за да си го заштити јавниот интерес.